Ако се сеќавате минатиот пат, зборувавме за неверниот под наводници Тома. Под наводници не затоа што стварно не бил неверен, туку видовме дека и сите други не биле нешто по-силни од него во верата тој ден, неделата, кога Исус воскреснал, затоа што сите морале да видат па да поверуваат. И минатиот пат го истакнавме токму оној дел каде што Исус му се обреќа на Тома, значи после 8 дена од таа недела, кога и Тома е присутен, единствениот кој што не го вишил Исуса до тогаш. Застана, вели Исус, еве 20 глава Јован, таму да продолжиме, 26 стих. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре, и Тома со нив, додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: мир вам. Ко прво, зашто им се обреќа вака? Зашто мир вам? И предходниот, мислам пред 8 дена во неделата. Мир вам. Вообичаен поздрав може да кажеме, може би меѓу тоа. Не, затоа што биле исплашени. Исплашени до коска. Под заклучена врата, вели тамо нели во еден друг текст, од јудејците. Меѓутоа се плашеле воопшто, значи, да не бидат и тие уапсени, да не бидат фатени, затоа што ете, нивниот учител загина, сега тие се наред. И зошто целиот овој страф? Затоа што не ги разбра писмата, ако се сеќавате минатиот пат спомнам. Не ги разбра писмата. 27 стих, потоа му рече на Тома, значи Исус му се обрека на Тома и му вели: испружи го твојот прст вамо и види ги моите раце, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тоа беше и насловот на темата. Не биди неверен. Минатиот пат. И Тома му одговори и му рече: мој Господ и мој Бог. Да, она негова храбра изјава, дрска дури изјава, дека доека не видам и доека не го ставам прстот, нема да поверувам. А Исус со оваа изјава кој му вели не биди неверен, видовме минатиот пат дека сака да му посочи да верува на извештајот од апостолите, затоа што апостолите 8 дена учениците му трубеле дека го виделе Исуса жив, а тој не поверувал. Во преносна смисла кажавме, односно во превод, така да кажеме, за нас денеска тоа значи верувај на сведоштвото на Библијата, верувај на Словото. Се врти околу Словото. За да бидеме верни, верата која што толку многу прецени е потребна, посебно во овие последни зли времења во кои што живееме, како што еве видовме од пуката, ќе се повторат некои настани како во она долина Дура тамо, во Вавилон. Навистина ни е потребна цврста вера. А за да бидеме цврсти во верата, за да бидеме верни, а не неверни, треба да поминуваме повеќе време со Словото. Верата доаѓа од слушањето на Божјето Слово. Тоа е толку јасно. И сега, ако минатата тема се викаше не биди неверен, ова ја крстив маловерни. Значи, некако во сличен правец, ќе продолжиме. Во неколку ситуации во Новиот Завет, и тоа пред се во Матеј, чина ми имаше и во некои другите евангелија, ќе видиме поред, ќе одиме, Исус им се обрека на учениците, на Петар во една прилика, со маловерни. И денес ќе имаме за цел, тоа е мојата цел, верувам дека ќе ја остварам, да покажеме што се може да делува на нашата вера, односно да не направи маловерни. Читаме најапред во Матеј 6 глава 30 стих. Матеј 6:30, а ќе земеме подосна, мислам веднаш после тоа и малку поопширно во контекст. Овие стикови некаде лани или полани беше, ги обработувавме во оквир на онаа моја серија, ако се сеќавате,
кога Господ прашува, затоа што овде во овој текст се наведени повеќе прашања што Исус ги поставува од учениците. Че пред 30 стих од 6 глава Матеј, вели и ако Бог ја облекува така полската трева, што денес а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас да ве облече, маловерни? И тоа е баш и прашањето. И ќе повториме некои мисли, тоа беше лани, полани, како што реков. Ако земеме во контекст од погоре, од 25 стих, за да видиме зашто зборува Исус, иако ни се познати овие збори. Ова е дел од онаа негова проповед на гората на блаженството. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници, а пак нашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејќи се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилјани, како растат, не се трудат ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева, што денес а утре ја фрлат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И дури продолжува натаму, вели, и така не грижете се, велејки што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат и народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето тоа, но барете го најнапред Царството небесно, неговата правда, и сето тоа ќе ви се додаде. И така, завршува оваа глава овде, повторно, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Што забележуваме во овој текст овде? Кој збор најчесто се користи? Не грижете се. И навистина грижите ја убиваат верата. Човек кој што е верен, кој што ме предан на Бога, му ги предава и грижите, како што нели самото писмо вели, самиот Господ вели, предајте ми ги сите грижи на мене, јас ќе се грижам за вас. И да, тешко е, навистина, во денешно време кој што живееме и конкретно баш за во нашата ситуација во Македонија, има еден куп луѓе кои што се грижат баш што ќе јадат и што ќе пијат утре, и што ќе се облекуваат, заради безпарицата, нормално. Но дури и за такви основни потреби, Господ вели, залудно е, значи, безсмислено е да се грижите за тоа, кога јас, како ваш татко, кој што сум ве создал, сум ви дал живот, и сега ќе ве оставам без да јадете, без да пиете. Не грижите се за тоа. Или што ќе се облечете? Ќе се сетам пак на тие мои детски денови, кога или после некоја игра, или после школа, се враќам дома и ја не размислувам дали има или нема што да јадам, туку се прашувам што ќе јадам, значи, што ми изготвиле. Зошто? Затоа што мајка ми и татко ми се грижат за мене. И колку повеќе не треба да веруваме во нашиот небесен татко, дека се грижи за нашите основни потреби. Тоа се основните потреби. Не смееме тука да се сомневаме, не смее тука нашата вера да паѓа. А грижите се опасни. Че еве овде во овој контекст грижи за што ќе се јаде, што ќе се пие, за основните потреби. Меѓутоа, ние зашто ли уште не знаеме да се грижиме денеска? И што со тоа? Што ќе постигнеме што се грижиме? Ќе додадеме ли овде, вели, значи во тој текст вели колку е безсмислена грижата. Не можете ништо да направите со тоа што ќе се грижите. Само можете се уништите сами себе. И здравствено, и секако, и на крајот, како што реков, погубно делуваат грижите на верата. Што вели Елен Вајд, вели, грижата е слепа и не може да ја согледа иднината, но Исус го гледа крајот од самиот почеток. Еве, денеска, така заврши и текстот. Значи, немојте се грижите за утрешниот ден. Ние не знаеме стварно утре што ќе биде. Еве, може би на повидок Трета светска војна, не знаеме. Зависи сега како ќе изреагираат русите околу случајот со Сирија. Но тоа е се во Божи раце. Зошто па да се грижиме? Што ако се грижиме?
најчесто се грижиме, како што вели една тамо поговорка, за нештата кои што би биле, а уствари на крајот нема да се случат. И зошто сме се грижили, зошто со сите тие грижи сме си нанеле зло на самите себе, и физички, и психички, и така натаму. Нема потреба. Верното чедо, го обработувавме Данијел. Седрак, Мисак и Авденаго, зашто се грижали тие? Данијел исто. Дури викаат, тоа е верата, значи, Господ ќе не спаси, ние знаеме, ама дури да не спаси, ние и понатаму ќе му останеме верни нему. Господ има се во своите раце, се под контрола, нема потреба се грижи. Грижите уништуваат верата. И не за џабе Елен Вајт ќе каже, нели, оној цитат кој што често пати го повторуваме, ние за ништо не треба од ништо не треба да се плашиме или да се грижиме за еднината, освен вели ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Многу е битно да се сеќаваме и на добрите дела што Господ ги правеше за нас, но тоа е малку повеќе во контекст со следниот случај, подосно ќе го спомнеме пак, ќе видите дека се поклопува. Значи, грижата е слепа и не може да се огледа еднината, но Исус го гледа крајот од самиот почеток. За секоја тешкотија, тој има подготвен пат за да ни донесе олеснување. Нашиот небесен татко има илјадници наши да се погрижи за нас. Илјадници наши за кои што ние не знаеме. И ние сепак и покрај тоа се грижиме. Оние кои што ќе прифатат ова начело, начелото пред се спомнато во 33 стих, барајте го најнапред Божието царство. И неговата правда, а се друго ќе ви се додаде. Тие што ќе прифатат ова начело, службата за Бога и неговата слава да им биде на прво место, ќе видат како грижите ќе исчезнат и ќе догледаат јасен пат пред своите нозе. Да. Без оглед на ситуацијата во која што сме, или без оглед на тоа за што се грижиме. Прво барете го Господа. Еве го Данијел. Супер пример. Што направи? Кога се најде во оној тежок, голем испит, најнапред го бареше Господа. Заедно сите влегува, вели, во куќата таму и се молеа за милост од Бога. Да им ја открие тајната, да им го покаже сонот, затоа што нели било прашање на живот или смрт. Во онаа парабола за семето, како се прикажани грижите за овој живот? Нели почвата и семето? Трње. Кои што вика го задушуваат словото. Значи, ете, први нели имаме онаа патот, па камена почва, па почвата, подобра почва, каде што нели зрното нашло, влага доволно се што му треба и никнало, ама подосна било загушено од трњето. Тоа се грижите. Од словото доаѓа верата, а со грижите ние го загушуваме, го неутрализираме влијанието на тоа слово, кое што би требало да го има врз нас и врз нашата вера. Така да му ги припуштиме грижите на Господа. Примерот дури тогаш го спомнавме со Марта и Марија. Или пример кој што нели се гледа што треба да биде приоритет, но исто супер примери за која зборуваме за грижите. Нели Марта се пожалила затоа што Марија не и помогнала во кујната, дека нели Исус често пати знаел да навратува кај нив во спремањето. Нели Марта се грижила повеќе да го угости Христа, што не е ништо лошо, нели? Но Исус ќе ја пофали Марија, а Марта ја поучил, ја укорил, да кажеме така, дека се грижи за многу нешта, а вика само едно е, односно Марија го избрала на најбитното, најважното. Што? Што избрала Марија? Избрала да коленичи, да клечи, да седи покрај Исусовите нозе и да го слуша Словото. Тоа е најбитното. Ни Тома, ни учениците, ни Марија, ни било кој искрен христијанин таа недела немаше да биде разочаран, поготово, нели, случајот со оние 20 кои што чекорале кон Емаус, ако веруваа на Словото, уште на Словото Исусово, кој што им трубеше дека Синот човечки треба да пострада, ама и да умре, нели, да биде закопан и да воскресне третиот ден. Ќе беа радосни, ќе го чекаа,
Ќе го очекува воскресението, но тие не се држат за Словото. Не може да го разберат Словото. Затоа ни треба време да поминеме, да минуваме со Словото, за да го разбереме, да дозволиме Духот Свети да не вдахне со сите тие пораки што ги има Господ за нас преку еден куп ветување што ги има на секоја страна од Библијата. И така ќе јакне нашата вера. Што вели во Лука 21:34, еве, нели, имаме убава поука за подготовка на последното време. Како делуваат грижите во нашата подготовка? Лука 21:34. Позитивно или негативно? Баш во стих, во тој контекст, вели, но внимавајте, Лука 21:34, но внимавајте на себе си, вашите срца да не бидат оптоварени со прејадување и пијанство и со животни грижи и да не ве затекне ненадејно оној ден. Значи, грижите само може да не одвојат, да не отргнат од подготовката за последното време. И да го отргнат нашето внимание од она вистинското и да не најде тој ден ненадејно, да не изненади. Прво Петро 5:1-7 е токму на стика што вели сите грижи фрлете ги на него. Не мора да отварате, тоа веќе неколку пати го спомнав. Сега втора ситуација во Матеј 8 глава, 26 стих. Матеј 8:26. Сме го обработувале и ова порано во контекст на бурите и неволите, затоа што ова е во она прва бура што ја доживеале учениците на Галилејското езеро или море. 8:26. Повторно изразот маловерни. Матеј 8:26. И им рече, зошто се боите маловерни? Тогаш стана, ги прекури ветровите и морето и настана голема тишина. Ова е, реков, првата бура, каде што Исус се наоѓа во коработ. Исус е тука, спие, одмора, има неверојатен мир среде таа бура. И Елен Вајт ќе каже, знаете ли од каде му бил мирот на Исуса Христа? Затоа што целосно имал доверба во својот Отец. Ако тоа го имале и учениците, немало така да бидат вознемирени и испаничени среде таа бура. Значи, покрај грижите, имаме и друга ситуација овде. Што е? Вели Елен Вајт, презаокупирани со самите себе и со тоа да се спасат, заборавиле на Исуса, заборавиле дека Исус е со нив. Еве зашто е битно оправдување со вера, да се свати во суштина. Да се свати дека ние самите себе не можеме да се спасиме. Спасението во Исуса Христа. Затоа што, ако се свртеме кон самите себе, ако сме заокупирани со тоа што ние можеме, ќе заборавиме на Господа. Тоа е едно со друго, не иде. Тргнете го погледот од себе. Вели, ако учениците имале доверба во Него, во Исуса, би го сочувале мирот. Нивниот страв во моментот на опасност го открил нивното неверие. Значи, в моментот на опасност и стравот како и во неделата, денот на Воскресението, покажува само неверие. Стравот покажува неверие. Ако вие имате вера, да, може, не зборуваме сега за оној страв, нели, што е нормална реакција, ете, ако, не знам, една мачка нападот да ви исплаши, мислам, ке се јави некоја нормална реакција на страв, меѓутоа зборуваме за страв во коски. Страв кој што е состојба, не е само некоја ситуација. Нивниот страв во моментот на опасност го открил нивното неверие. Обидувајќи се да се спасат себе си, заборавиле на Исуса. Тој можел да им помогне дури тогаш кога гледајќи ја својата немоќ му се обратиле нему. Значи, оттргнете ги, мислите дека можете нешто самите да направите. Затоа што сето тоа го одврќа нашиот поглед и вашиот поглед од Исус. Значи, не само грижите, туку и свртеноста кон себе. Колку често и ние поминуваме низ искуството на учениците? Колку често ние поминуваме вакви искуства? Да бидеме отворени, реални, навистина често.
кој ќе се најдеме во бурата на искушенијата. Ние се бориме сами со бурата, заборавајќи дека постои еден кој може да ни помогне. Се надеваме во собствената сила, се додека не ја изгубиме надежта и се најдеме на работна пропаст. Кога тоа е непотребно, веднаш треба да го повикаме Исуса. Господа, тоаш вика се сеќаваме на Исуса, кој ќе се најдеме на работна пропаста. Без разлика, дали сме на копно или море, не треба да се плашиме ако го имаме Спасителот во своето срце. Не треба да има место за страф и паник. Живата вера во Откупителот ќе го смири морето на животот и ќе не ослободи од опасноста на начин што тој го смета за најдобар. Да, стравот. Меѓутоа стравот доаѓа пак од свртеноста кон себе. Елен Вајд вели немирот, или стравот, доаѓа, вика, од нашето јас. Колку повеќе гледаме да си угодиме самите на себе си и гледаме на себе, од таму доаѓа немирот. А Римјаните 5.1, тоа е и 2, значи Римјаните 5.1 и 2, тоа се утринските стихови за денеска, така се поклопија. Меѓутоа 5.1 Римјаните вели: оправдани преку вера, преку Исуса Христа имаме мир со Бога. Че мирот доаѓа од оправдувањето со вера. Ако вие сте свртени кон себе, кон своите сили, вие заборавате на Господа, вие немате оправдување со вера тука и автоматски доаѓа немирот. Или она убава мисла, колку повеќе гледам на себе, толку повеќе гледам дека е невозможно да бидам спасен. А колку повеќе гледам на Господа, толку повеќе гледам дека е невозможно да бидам изгубен. Наистина, тоа е тоа. Затоа да го тргнеме погледот од себе и да го свртеме погледот кон Исуса. Да го тргнеме погледот од бурата. Ево ситуацијата во Матеј 14 глава 31 стих, тоа е втората ситуација, втората бура на морето, која што ќе се случи веднаш после она големо чудо со кога Исус од 5 лепчиња и 2 мали риби ќе нахрани сума сумарум некаде од прилика 20.000 народ. И знаете, сите се згнале по него, сите сакаат да направат цар од него, вклучувајќи ги учениците. Зошто сега, пред да доеме до Петар во таа ситуација, зошто сега учениците се испаничиле и пак се исплачиле во оваа втора бура? Знаете ли зошто? Затоа што имале погрешни очекувања. Слично како во неделата на денот на Воскресението. Зошто биле испаничени, исплашени, избезумени? Затоа што тие не очекувале дека нивниот спасител ќе заврши на крст и ќе умре. Тоа не било нивната идеја. Тие очекувале дека тој е тој Месија кој што ќе ги спаси од римјаните, ќе воспостави земско царство и така натаму, ќе уживаат во благодетите. Ќе бидат ослободени од конечно од робството. Погрешни очекувања и не само тоа, туку и се задржувале на разочарувањата. Разочарувањето кое што ги опфатило заради тоа што Исус им рекол, ги отпуштил народот, им рекол запловете, а он се качил тамо на брдото да се моли. А ти очекувале да го зацарат. Си викаат, зошто вој одбива да се зацари? И почнал сомнежот, почнал да ги јаде црво, што елеме, читате во Копнежот на вековите. Се задржувале на тоа, на што? Аха, зашто овој неќе да биде цар? Па друга мисла, па зашто не го спаси Јован Крстител, зашто допушти да загине човекот? Може би он не е вистинскиот Месија и така натаму и така натаму. Знаете, сомнежот кој ќе почне да јаде. Разочарувањето. Заради тоа што мислите ги задржале на ова, наместо, вели Елен Вајд, на предходниот ден и големото чудо со лебовите и рибите, затоа неподготвени ја дочекале бурата и паднале на испитот и биле исплашени. Значи, како одиме? Првин, грижите се тие кои што не прават маловерни. Второ, свртеноста кон себе, кон своите собствени сили, не прави маловерни. Трето што кажаме овде, задржување на разочарувањата во животот, место на она што Господ направил во нашиот живот. И еве, тука спаѓа она изјава на Елен Вајд. Нема што да се плашиме ние за еднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото.
Значи, сеќавајте се на тоа како Господ ве водел во минатото. Не се задржувате на разочарувањата, на падовите, туку на тоа како ве водел, како успел да ви изведе, како сте добили некоја победа и така натаму. Тоа може да ви зацврсти верата. Спротивното може да ве направи мало верни. И кога сме веќе кај Петар, кај таа истата бура, токму тој, таа изјава мало верен, Исус му ја упатува на Петар, иако таа важила и за сите ученици. Значи, Матеј 14:31, тоа е последниот случај, тука и ќе привршиме, Матеј 14:31, значи, кога Петар ќе зачекори по водата, но 30 стих вели, го виде силниот ветер, се исплаши, почна да тоне и извика, велејќи Господи, спаси ме. И 31-иот, а Исус веднаш ја испружи раката, го фати и му рече, маловерен, зошто се посомнева? Повторно гледаме тука страв, сомнеш и јадење на верата. Верата не може да обстане со стравот, со сомнежот. Тие се спротивни. И знаете зашто Петар паднал овде? Вика, Петар чекорил сигурно доека гледал во Исуса. Но штом го свртел погледот од Исуса, и тоа назад кон учениците да се пофали, он што прави? Почнал да пропаја. Самоувереност. Значи, грижите. Задржување на разочарувањата наместо на убавите моменти. Што рековме друго? Свртеноста кон себе и кон своите собствени сили. И овде исто така, самоувереноста, повторно свртеноста кон себе е тоа. Фалењето. Не заđаве вели таму Павле, со што би можеле ние се пофалеме? Господо, со ништо. По сеја Негово се ни дал, па и верата е дар од Бога. Нема со што да се фалеме. Сите тие работи не прават мало верни. А ја мислам дека доволно се поучивме што е она што ни ја зајакнува верата. Како што видовме овде од случајот со Петар, чекорил сигурно, се додека гледал на Исус. И учениците во коработ, додека биле во првиот случај, ако гледале на Исуса, веднаш ќе го разбуделе и прво што ќе побарале Исус да им помогне, а не први се обидували, направиле се што можат. Што често пати ни се случува на нас во животот. Ке падне во некој тешкотија, не знам, финансиска, ваква, таква, не знам, ситуација. И се ќе направиме, па не знам, врски може ке фаќаме ако има потреба од врски за нешто или било што, и на крајот, ако нема ништо чаре, тогаш Господе помоге. Што е сосема спротивното. Господ треба да не биде прв. Да се држиме за Словото, да се држиме за витувањата, да проучуваме колко што можеме почесто, да слушаме проповеди. Сега барем имате можности, ако не сте погледнале, пак на некој начин да ја промовирам таа веб страна на Саше, затоа што навистина е изморедна, има многу материјали таму, и уште многу има што не се ставени. Имате 3 серии, цели серии од Стивен Бор, серии кои што ги немаме тука прикажувано, нели јас кога прикажував на времето Стивен Бор, неколку проповеди, тоа беа од една трета серија, кој што се уште нема таму. Меѓутоа, серија за светилиштето, околу 30 неколку делови, неверојатни се. Гледајте ги, затоа што сите се титлувани на македонски. Имате серија за оние спорни текстови за состојбата на мртвите. 7-8 дела е, исто. Неверојатна и таа серија. И уште една серија имаше. Не знам која беше таа, не ми текнува сега. Меѓутоа, ова за светилиштето е неверојатно. Јас со Снежа почнавме да гледаме дома. Мислам, ја и порано ги имам гледано, меѓутоа, ете сега можноста, која се може и на македонски да се разбере, навистина е супер. Значи, и проповеди имате, и, значи, Словото е насекаде околу нас. Само треба да имаме време, да најдеме време, и да му дозволиме да пребива во нашите срца. Пребивајќи, ако со тоа што Словото ќе пребива во нашите срца, ќе пребива и Исус, ќе биде со нас,
нема што да се плашиме, нема никакви грижи да имаме, да му се припуштиме во негови раце и да добиеме онаа цврста вера како што имале и Данило и Седрак, Мисак и Авденаго, затоа што доаѓаат такви времења, кога не буквално на кип, нема да се клањеме, но како што вели Откровение, ќе видиме од следната pouка, на иконата на зверот. Ќе бидеме принудени, зверот ќе не принуди да се клањаме на иконата на зверот. И пред самиот звер. За да не попуштиме тогаш, ние денеска треба да градиме вера. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.